Битолчанецот Киро Тошевски, кој живее во Шведска, вчера беше осуден на 18 години затвор за убиство на својата сопруга Весна, која ја избодел до смрт во гаража во градот Лунд. Како што пренесуваат шведските медиуми, се соочувал со доживотен затвор, но според шведските закони, таква казна се одредува за повеќе убиства. Затоа, одбраната изјави дека нема да поднесе жалба на пресудата, бидејќи сигурно нема да добие намалување на казната. Имено 43 годишниот Тошевски на 19 април годинава ја следел својата 40 годишна сопруга до паркинг гаража во Лунд, каде што ја нападнал со нож. Случаен минувач се обидел да ја спаси жената, но тогаш Тошевски го нападнал и него, пошто тој избегал. Откако неколку пати ја избодел својата сопруга, Тошевски побегнал со автомобил, а при бегството удрил во автобус во кој во моментот немало патници. Откако полицијата го уапсила, му било извршено психолошко вештачење, при што било заклучено дека бил свесен во моментот на убиството. Тошевски на 10 април пред убиството бил пријавен во полиција за физичко насилство над повеќе членови од семејството, меѓу кои и сопругата. Во семејна расправија му удрил неколку шлаканици на синот во нивниот дом во шведскиот град Малме, оддалечен 40 на километри од Лунд. Иако бил приведен, на 13 април Тошевски бил пуштен од притвор, а обвиненијата против него биле отфрлени. Само неколку дена подоцна тој ја убил сопругата. Според пишувањето на шведските медиуми, кога го признал убиството, појаснил дека ја убил затоа што таа сакала да се разведе од него. Тие имале 2 деца. Роднина на Тошевски вели дека тоа што се случило е страшно и дека ако не го пуштеле од притвор поради тепањето, сопругата можеби сега ќе беше жива. Тошевски треба да плати и глоба од 315.000 шведски круни на жртвите на насилството.